8 милиони евра изнесува долгот кој го наследува новото раководство на општина Тетово, износ кој представува 30% од годишниот буџет на општината. Покажале анализите од истражувањето на финансиската состојба, информираше денеска градоначалничката Теута Арифи. Во обичаените услови, кога би размислувале за да се врати овој долг, тогаш општината би требало да ги прекине услугите кон граѓаните на Тетово за една година, би требало една година во урбанистичките и руралните делови да нема ниедно осветлување, да се прекинат сите работи во врска со водоводот и да не се изгради ниту една улица. За Арифи ова се невообичаени начини за враќање на финансискиот долг, зголемување на приходите и расходите на општината, меѓу другото ќе се постигнало преку странски и домашни донации и намалување на трошоците за плата на администрацијата. Ургентните мерки се ребалансот на буџетот, ревидиран план на јавните набавки, ревизија на штетните финансиски договори за општината и репрограмирање на долгот на општината. Значи, долгот може да биде 8 милиони евра, но општината Тетово нема да плаќа и да исплаќа фиктивни фактури, освен тие кои преку нашата ревизија ќе ги докажеме дека дефинитивно се дел од законско и реалистично работење. Секако дека меѓу другите мерки се и намалување на трошоците за плата, финансиска консолидација на општината, зголемување на транспарентноста во врска со услугите и ќе се врши реорганизација на јавните набавки со цел на добивање на што пониски цени и што помалку трошоци. Зголемувањето на приходи на општината ќе се постигне преку странските и домашните донации, апликација на јавното приватно партнерство, ефикасно менаџирање на приходите што произлегува од општинските даноци, заеми од финансиските меѓународни институции, Министерството за финансии и другите субјекти за реализација на капиталните проекти. Градоначалничката Арифи најави дека откако ќе започне примената на мерките за финансиска стабилизација на локалната самоуправа, општинското раководство ќе го информира обвинителството и другите надлежни органи за затекнатата финансиска состојба на буџетот.